Dr. Елизавета Бандиловска, Петре М. Андреевски, Петре М. Андреевски, кога се спомнала како поет обично секогаш првата асоциација е жаденице, меѓутоа јас нема да ја читам традиција, бидејќи сметам дека убаво звучи кога интерпретира машки глас. Ако не си ти, доближи се слико на светот од едниот до другиот крај и по бојата на твојот устан ти погодам како ти изгледа времето. Инаку во чија глава би ме темнело и во чија соба би ме разгоденувало, ако не си ти. Зборот мој несува поголем простор во помалиот. И јас постојам само онаму кај што и ти постоиш. Ко ти никогаш дослега не сум поминал онаму кај што ти не си била. Затоа не знам кого би го мразил и кого би го сакал, ако не си ти. Навечер ја вадам мојата куќа од твојата куќа и светлото на инсектот од незнајните гласови, што ги однесуваат машините во челите. И пак не знам каква ракија би пиел и кој со мојот сон би спиел, ако не си ти. Што не може да каже земјата, му го порачува на растението, додека јас со туѓо лице те откривам, а со твоето те губам. И додека насекаде се распрашувам, на кој крај од светот би се разменувале денот и ноќта, ако не си ти. Доближи се како цветот што има корен на небото. И по бојата на твојата уста ќе погодам во кој овошен плод ќе заврши ветот. Инаку, кој го изборува и ќе го отвара кафезот, за да ја пушти птицата што го збогатува воздухот, ако не си ти. Ако не си ти, ако не беше ти, земјо моја, ќе бев ли јас, ќе бев ли јас дел од сликата на светот, ќе бев ли јас сведок на твојот шепот, ќе бев ли јас сејач на зборот,